Се поголем е интересот за отворање приватни старски домови. Новиот дом за стари лица Сонце, што денес беше отворен во општина Кисела Вода, е 20-тиот поред што се отвора и втор за овој месец. Истиот обезбедува згрижување на околу 40 лица и отворање на 10 до 15 нови работни места. Според министерот за труд и социјална политика, интересот за отворање на приватни домови за стари лица се повеќе се интензивира. Поволностите кои што ги воведе владата на Република Македонија поттикна интерес кај многу домашни и странски инвеститори. Во овој момент има околу 7 инвеститори кои што се во постапка на отворање на нови домови за стари лица. Очекувам мерките кои што ги воведовме и понатаму да продолжат да влијаат на подигнување на интересот, бидејќи оваа дејност има простор и очекувам и во иднина се повеќе и повеќе да се развива. Покрај тоа што обезбедуваме дополнителен капацитет за згрижување на старите лица во нашата држава, позитивна конкуренција, исто така и преку овие инвестиции се отвораат и нови работни места, што е исто така значаен сегмент. Сопственикот на новиот дом за стари лица потенцира дека благодарение на владата и огромната поддршка од министерството успеале многу побрзо и поквалитетно да го завршат домот. Во последно време се добива потреба за воведување на повисоки стандарди и норми. Потокму поради тоа ние решивме да го реализираме овој проект, кој е алтернатива на постоечките старски домови, со единствена цел, хуморна и благородна, односно да обезбедиме услови за поквалитетен живот, во кој што возрастните лица ќе добијат основната грижа на многу посебен начин, во одлични услови и во одличен простор. На отворањето на новиот приватен дом за стари лица присуствуваше председателот на Сојузот на Сдруженија на пензионери на Македонија. Проблемот на сместување на пензионери и стари лица е голем. Тој е моментално еден од најголемите проблеми за оваа возраст, бидејќи до сега недостасува легла за сместување и на стари лица и на пензионери. Затоа е за поздрувување акцијата на владата и на Министерството за труд и социјална политика за добивање на бенефиции на оние што сакаат да отворат старски домови. Инаку објектот што е сместен на падините на Водно располага со над 20 апартмани и истиот се простира на околу 2000 метри квадратни простор.